И еве на повторно во студиото направивме кратка пауза, се враќаме повторно со оние теми како што вели Милена, многу теми, а кратко ни е времето. Не можеме сега да одговориме, ама ќе ни дојдат пак гостите. Ќе ни дојдат. Да некога ќе имат можност и време. време. Имаме многу прашања. Така е. Елвен, зборувавте за групата, зборувавте за онаа ваша животна приказна, но она што ме интересира како син на онколошки пациент, што научивте за болеста, за животот, за луѓето, а не може да се научи во учебниците од каде што учите и вие како доктор? Медицинските учебници не учаат на стадиуми, протоколи, дози и несакани ефекти. Но ниту еден медицински учебник не може да земе да не научи дека во спротивната страна седи жена која е битие на некој син. Па од тука таа мојата животна лекција ме научи дека да не ги гледам пациентите само како диагноза и човек кој треба да земам да лекувам, туку да ги гледам како дел од моето семејство. И често милувам да земам да кажувам дека јас во ликот на пациентите го всушност ја гледам мајка ми. Таа пак продолжува со нејзината борба, но само во некоја друга формација. Така, сега сте практикант во болницата во Штип. Да. Оддел педиатрија, како што не кажа. Педиатрија. Како да се работи со деца? Имаме навистина предобра професорка. Пред се треба да се пофалам професорката Марија Димитровска Иванова. Предизвик е работата со деца, но им повеќе децата не ми се као групаш за работа. Некако не можам толку да се справувам со нив. Така, трпате петки на речињата. Ако се послушни секако. И ако не се плашат, бидејќи често родителите свесно или несвесно, прво нешто што кажуваат, ако не си послушен ќе те носам кај докторот, кај полицаецот, не знам, и баба Рога беше порано, не знам уште дали се потребува. Така порано беше носна плаша, така Милена, не. Така да, не знам, не е баш нели убаво кога ќе слушнете дека се плашат децата со вас, а всушност вие помагате. Да, ние помагаме. Ама никош родителите што не знаат веќе што да направат, Елена? Не користат нас. И користат докторите. Некогаш е добро, така Елена, малце и да се авторитет да се најде веројатно добар начин, порано на поинаков начин. Ако почнеме да кажуваме порано како не воспитувале. Старо купуем и баба Рога, тие беа и монземјани, значи ќе збиеш на таван. таван. Не би се согласила дека треба да има елемент кој ќе биде застрашувач. Поготово не докторите. Поготово не докторите кои што помагаат. Или психолозите во училиште, што исто така многу тешка ситуација. Полицајците, старо купувам, така натаму, зашто тоа идентитетот на детето, тоа несигурност се прави кај детето, но дека треба да се постави последица за лошо однесување, да се даде последица, дека твоето однесување сега се очекува да отидеш, да бидеш послушен, да се прифати стравот дека е кај доктор, па нека плаче дете, нека се исплаче, нека му е страв. Да, те разбирам. Јас сум тука до тебе, знам дека ти е страв и мама се плашеше кога беше мала. Ајде сега да видиме што ќе направи докторот. А од друга страна, вие докторите моите деца имаат многу интересен стоматолог, поминува можеби по 20 минути да им ги објасни сите инструменти во ординацијата, да го поздравам во моментов, за да го намали тој страв кај децата, тоа што има пристапи кои и како можат да бидат позитивни. За тие луѓе велиме дека се на право место и одбрале правата професија, што поминуваат толку време за да им објаснат на децата. Предизвик е да се работи со деца. Така и нив се знае на што сте. Да. Не можете да ги излажете многу. Да. Најискрени пациенти се. Да, најискрени Кога пациенти. се исплашени, плачат. Има некои деца кои што со радост одат. Еве едната моја ќерка, на пример, сака да остане уште повеќе да игра, ако има нешто за играње, некои играчки, сака да остане, вика мама заврши преглед, мора да се одиме. А другата не можам да ја натерам да отиде, така да диаметрално различни, зависи веројатно и од самото дете. Па најверојатно до доктор. Без разлика што и да зборуваме ни родителите, нели? Зависи од темпераментот на детето. Професор, ќе продолжиме со вас, ќе смениме малку тема, нема да зборуваме за деца. Вие со години ги проучувате фриските, црквите, археолошките локалитети. Дали постои нешто што ве остава без зборови? Ајде, сигурно имате што да кажете, но ете така со воодушевување што го гледате, доживувате, објаснувате на луѓе кои што ќе дојдат од странство, кога сакате да објасните, колку ние тука во Македонија имаме нешто што е посебно. Имаме многу што е посебно, само јас се плашам дека ние немаме механизми, тоа посебното да го направиме одржливо во менаџерски смисол.
Значи, постои сирово културно наследство, кое што вие можете да го проучувате, да го презентирате, да го, не знам, материализирате, ама тоа треба некако одржливо да се менаџира, значи да се обезбедат ресурси, бидејќи, добро, сега ние сите сме свесни дека живееме во држава со ограничени, ајде да кажам сега дипломатски, финансиски ресурси, и дека таа не може да вложува во, не знам, 200 археолошки локалитети. И затоа треба да постои добар стратешки приод кон тоа што е приоритет во моментот, краткорочно, среднорочно и долгорочно. Сега јас бев член на една работна група што изработуваше стратегија, се надевам дека таа добро ќе помине кај релевантните институции, бидејќи без стратешки приод културното наследство постои, ама вие не можете да го искористите на благороден начин. Значи, во однос на тоа што ме остава без зборови, јас сега ќе замолчам и нема ништо веќе да кажам. Тоа што, знаете како се, естетиката на средновековната уметност е многу деликатна, многу софистицирана. Уметноста има свој развој и во различни периоди таа покажува различни структурални, не знам, програмски, стилски карактеристики. Ама сите ние имаме некои пунктови за кои што сме посебно врзани, не емоционално, туку професионално. Ајде да речеме, јас имам неколку слаби точки во уметноста вон на мојот професионален ориентир. Значи на она што како паноптикум јас го работам. Имам неколку точки надвор. Да речеме дека тоа е уметноста на Рембрандт, поради која што јас се запишав на историја на уметноста. Ама не знаејќи дека кога ќе ги видам фреските во Нерези, ќе кажам дека и ние имаме нешто што не може да се споредува со барокот или со високата ренесанса, ама може да се спореди со најголемото влијание што некој го имал врз раѓањето на западните стилови, особено во отречентото. А во однос на, тука и Джексон Полок се разбира, иако апстрактното сликарство е многу далеко од она што јас го работам, ама Джексон Полок е некој на кој што и Пикасо му бил љубоморен, да кажам. Во однос на она што јас го работам, не можете да одберете? Можам. Добро. Секојаш можам. Значи, постои една црква на Косово, посветена Богородица во селото Грачаница. Тоа, знаете, беше пункт на воени конфликти. Да, за жал, да, меѓутоа црквата ја чуваат повеќе различни авторитети. Тоа е една фантастична петокуполна црква, можеби една од најубавите во Византија. И може да се спореди со некои цариградски споменици за кои што ние знаеме, а денеска не постојат, зашто знаете, Цариград бил мета на многу освојувања, прво крстоносците, па потоа османлиите, знаете како, биле многу практични, репрезентативните сакрални објекти христијански ги трансформирале во џамии. Денеска, она што е Византија, практично е османлиска продукција, но црквата во Грачаница е нешто фантастично. Ктиторите на црквата, односно тие кои што нели се погрижиле за неа како продуцентски потват, се еден брачен пар многу интересен, со 45 години разлика меѓу нив. И тие се од тие причини посебно се прикажани, значи не се прикажани како владеачка двојка, туку се представени на столпците. Едниот како веќе српски авторитет во заменување, бидејќи се гледа дека е многу болен, и една византиска принцеза, која што ја спасува византиската империја од пропаст, мажејќи се за некој што би можел да биде нејзин дедо. Во Македонија има една црква на која што ви препорачувам да ја посетите, некојаш многу екзотична, до неа се стигнува само по воден пат. Добре. Се наоѓа во централна Македонија, селото Полошко. Тоа е еден предел кој што ја го нарекувам македонска Аризона. Тоа е една пустина, сурова пустиња во која што постои оаза, што се вика Свети Ѓорги, кај што имате нешто што никаде во Византија го нема.
продор на жанр мотиви, значи мотиви кои што не произлегуваат од каноните на византиската иконографија, туку се вметнати како резултат на храброста и инвенцијата на мајсторите кои што решиле да исчекорат од канонот и да представат нешто што во Византија ниту претходно е видено, ниту некојаш ќе се види. Леле, браво. Одлично. Јас ги запишав. Кажавте на вистина. Ги запишав, да. Има и посебна микроклима. Секаде грее сонце, таму има провалена облаци. И сето тоа е многу возбудливо. Интересно, да. Како убаво ни раскажавте. Инаку заветнина на српско благородничко семејство, кое што прави социјален брак помеѓу Србија и Бугарија, тука почнува српско-бугарското пријателство кое што трае до ден денес. Така е, да. Живање да се случи. Да. Како да сме на час по историја на уметност и археологија. Па на вистина, на вистина. Елена, да се вратиме кај вас, иако уживавме во она што ни го кажа професорката, бидејќи ги моравме рекламите да ги најавиме, па нешто почнавме да зборуваме и за време на рекламите. Во најголем број случаи по развод, децата остануваат кај мајката. Барем во најголемиот број од случаите. Но колку е важна улогата на таткото во растењето, воспитувањето, емоционалниот развој и стабилноста воопшто на детето, дури кога не живеат во исти дом, и кои се последиците кога таа врска се прекинува со таткото или пак се сведува на минимум? Ова е многу важно прашање. За жал, да. Не знам дали за жал и за среќа, но реалноста е така, дека најчесто детeta се доверени на мајката. Може би тоа влече корени од нашите традиционални начини на како традицијата нас ни ги покажува улогите во семејството. Мајката е грижат за децата, таткото е носи пари, нели? Да. Тоа е тоа што се грижи за економската состојба и на тој начин по некој автоматизам се доаѓа дека и двајцата ќе се договорат, децата остануваат кај мајката и мајката е таа што се грижи. Многу е важна улогата на таткото и во брак и во развод, и кога се партнерите разведени. Таткото има улога да покаже некој модел кој нели да ја покаже таа стабилност, како викаме машка енергија, односно работите кои мајката не може да ги покаже, ги покажува таткото. Они се како што кажав еден родителски пар кој даваат своји вредности на децата и е важно да ги продолжат да ги даваат тие вредности и понатаму. Улогата на таткото се гледа и во тоа што поминува време, значи може да се покаже, да се потенцира таа улога и во времето поминато со детето после разводот. Иако е детето доверено на мајката, времето кое таткото го поминува со децата, ако е квалитетно поминато време, ако е време во кое таткото е посветен на потребите на детето. Детето го диктира темпото како они ќе поминуваат време, ги покажува своите интереси. Родителот е тој што ги прифаќа и оди со тоа темпо, знае да покаже, нели, да каже воспитен модел што е добро, што не е добро, да покаже од своето искуство што знае, што умее, она што кажав автентично родителство, онај автентичен човек кој има своји начини на кои го прави сето тоа. Го даде како модел на детето, тогаш ја исполнил својата улога. Покажал стабилност, покажал сигурност, дал свој модел, дал некоја насока на своето дете која е негова основна родителска улога понатаму. Така. А дали пак постои феномен на оттуѓување на детето од другиот родител по развод? Како например еден родител кога зборува негативно за другиот. Споменавме дека најдобро би било да се разведат или да се разделат партнерите или оние кои што се во брак смирено и на добар начин им го објаснат тоа на децата, но никогаш и не е така. Па се зборува негативно. Татко ти е лош, пример сега го земавме таткото, не го слушај или внимавај кога ќе одиш кај него, колку тоа може да се одрази на децата и да се отуѓат од тој родител. Другиот родител. Тоа е честа приказна исто така во пракса. Многу е важно детето да не биде поштар, јас викам, да не биде судија, да не биде ставено во средина на таа борба. Во тој случај веројатно е останала некоја лутина или некоја емоционална сепарација не настанала помеѓу родителите како на партнерско ниво и сакајќи да ја изразат кон другиот родител со кој најчесто имат или нарушена комуникација или прекината комуникација, го доведуваат детето во ситуација да биде пренесувач на пораки, да биде пренесувач на емоции. Да. Сето тоа значи дека детето
формира еден конфликт на лојалност, односно смета дека ако го послуша од она што го кажува тато, например за мама, ќе навреди мама, или ако ја послуша мама за тоа што го кажува за тато, ќе го навреди тато, ќе го повреди емотивно тато. Родителите треба да разберат дека детето во тој случај кога кажуваат нешто негативно за другиот родител, кажуваат критика за дел од идентитетот на тоа дете, зашто детето е плод на двајцата родители. И дел од тие карактеристики ги има или ги гледа кај другиот родител, можеби им се восхитува на тие карактеристики, но кога мајката, например, земаме пример мајката за таткото, каже навредлив збор за таткото пред особено синот, што е нивно дете, тоа момче ќе има чувство за себе дека не е доволно добро и дека е искритикувано за своите лични карактеристики кои ги препознава се слични на таткото. И со тоа му прави поголема штета на своето дете отколку што сака да условно кажано наштети на партнерот, а не на детето. Често се случува отуѓување затоа што децата имаат конфликт на лојалност, односно сакаат да се приврзат, барајќи стабилност, им треба да се приврзат кон еден родител и најчесто го бираат тој родител со кој се почесто во контакт, со кој го живеат, за да може да опстојат. Но тоа подолгорочно прави штета, прави последици. Затоа е важно да тие, како што кажував и на почеток, да се соединат како родителски пар, како тим кој го градат едно битие, а сето тоа што го имат на партнерско ниво како лутина, недоразбирање, конфликт, да го решаваат на друг начин надвор понастрана од децата. Така, затоа ве поканивме да ги слушнеме советите, препораките од психолог и за оние кои што не се разведени, не само кои што се разведени, или да слушнеме каков модел да имаме во едно семејство. Да ги погледнеме фотографиите, Милена. Може. Да видиме ако на Елена се подготвени од режија. Може. Може да продолжиме со вас, Елена. Може да ни ги коментирате, Елена, фотографиите. Да, ово сум ја. Ова е мојата официјална слика што имам на социјалните мрежи. Имам една многу драга внука која сака да биде еден фотограф и имаше желба да ме фотографира. И убава фотографија. Ова е фотографија пред еден кафуле каде што сосем случајно е направена, ама толку убаво изгледа и ми е многу драга, затоа што е сликана од еден фотограф. Ја поздравам Емилија во моментот. Ќе си имате спомен под почетоците неизени, баш убаво. Да. Супер. Ова е фотографија од Европската асоциација за семејна терапија, конференција за Европската асоциација на семејна терапија во Љубљана, која ми е многу драга. Беше едно од моите први искуства на ваква интернационална конференција со мојот тим од Институт Алтернатива, моите драги колеги, психотерапевти и ментори. Многу драга слика и многу убаво позитивно искуство, да добив искуства, пракса, дружење со луѓе од цела Европа и од светот. Така, многу драго се присеќам на оваа фотографија, на овие спомени. Јас како барајки фотографии за мене сватив дека повеќето фотографии од мене се што е она што го правам во приватен живот, ме прашавте. Ако вашата сопруга или партнерка или било кој има еден куп сертификати дома, а многу помалку пари, значи дека оди на едукација. И ова се моите, значи дека е психолог или психотерапевт оди на едукација. Ова е фотографија од Институт Алтернатива каде што сме на нема да се сетам која едукација, ама ова е едукација со доктор Стефан Гедазис за скулптурирање, мислам, во психотерапија беше ова. Тоа е една од обуките што ги правам во слободно време. Ова е исто така како соработник на Институт Алтернатива, работев со мојата драга колешка Јована Затараковска, работевме на ова исто комуникација и интимност во партнерската релација во брак. Работиме доста работилници и што исто така се мислам многу драги, сакам да покажам дека тоа е исто така што го работам во слободно време, односно моето слободно време е работа. Да, и е многу важно, многу ми се драги тие моменти. Последната фотографија од само мене е кога го стекнав европскиот сертификат за психотерапија преку акредитираниот Институт Алтернатива. Тоа се случи пред 5 месеци, мислам. И ова е фотографија од тоа. Многу драг сертификат, напорна работа од 8 години да се случи. Соработувам со доста невладини организации. Во соработка со Здруженијето Еквалис правевме еден Еразмус проект во Србија, во Сремски Карловци, каде што имавме гости од Германија, од Србија и од Македонија. Работевме за ментално здравје, заштита на менталното здравје кај млади.
едукација од 7 дена која беше многу интересна, многу ми беше драга, научивме многу работи, изработивме прирачник со ова. Се гледа по ликот на сите дека колку и да влеговме во процес, така фино излеговме од тој среќни и задоволни и исполнети со себе. Ова е фотографија од таму. Исто така работев, придонесував за менталното здравје на децата, соработувајќи со училишта. Ова е од училиште Киро Глигоров. Исто така и во училиштето Браки Маладиновци, каде што моите деца учат, сум правела работилници за едноставно да поддршка за емоции за децата, поддршка за нивното ментално здравје и дури и како родител кој што може да биде ваша една професија, и тоа ми се исто многу драги моменти каде што децата го пијат, го примаат сето она што им се кажува, дури и повеќе го разбираат некогаш од родителите и возрастните. Особено за тешки емоции како сега што зборувавме. И тоа со фотографии. Океј, фала. Сега може од Делфин. Да видиме оние фотографии емотивни кои што ни ги испрати. Преку оваа слика до нашите гледачи сакам да упатам апел денеска да го направат најдоброто за себе и да направат самоконтрола на дојките, бидејќи токму тие самоконтроли ги спасуваат луѓето од работна смрт. Браво. Така и редовно нели да се оди на ехо. Да, на ехо. Да се проверува еднаш годишно, тоа се препораките кои што ги кажуваат. Да, исто така многу важно е покрај оваа самоконтрола на дојките, пациентите редовно додат и на ПАП тестови. За жал во Македонија карциномот, гинеколошките карциноми се моментално со голем замав. Да, последниве години навистина многу така велат барем докторите. По ковидот. По ковидот. Да, по ковидот некако така се зголемија бројките. Ама немаме никоја култура одење на гинеколог. За жал дека многу жените за жал не сакаат ПАП тестови толку да прават, не знам зошто. Затоа што на 3 години се плаќа преку фонд, не секој има пари, не е секоја година со фонд. Да, околу преку 3 години, да, секоја трета година, а инаку е многу скапо, не секој може да си дозволи. А и самите гинеколози го кажуваат тоа дека секоја трета година е многу да се чека. Да. Значи, дали се препорачува 2 пати годишно да се оди на преглед, не да се прави 2 пати годишно ПАП, еднаш годишно да се прави, но ехо да се прави ХПВ типизација. Само го кажувам од разговор со многу доктори кои што биле тука, не дека јас нели сум гинеколог и го измислувам ова, но треба многу да се посвети внимание. Да, премногу. И дали има и гинеколошки ординации достапни секаде? Ние се фокусираме само во Скопје, што е во другите градови, помалите места. Во периферијата, особено во селата, дури и немаме. Во селата нема, да. Да, во селата нема. Немаат можеби превоз како да стигнат до првата гинеколошка ординација. Така што има многу причини зошто не одат често. Тема која треба да се значна во медиумите и треба активно да се зборува. Бидејќи навистина дека за жал во последниот период имам изгубено 3 личности од групата, каде што доколку на време направиле ПАП тест, денеска ќе биле живи. Така. Само еден обичен ПАП тест. Најдобра превенција е преглед. Секој доктор вели за било која област од медицината. Нема подобра превенција од преглед. Ако нешто воочиш на самиот почеток, има многу поголема шанса да се спречи или да се излечи отколку ако се отиде доцна. Така да она што можеме ние за себе си да го направиме, да се прегледаме еднаш 2 пати годишно во зависност за што станува збор. Да. Така да, тоа е тоа. Елвин, тука сте со семејството? Да, ова е мојата примерна подршка. Оваа слика ни е од матурска вечер. Овдека на сликата е татко ми и сестра ми. Супер. Помлада сестра од тебе? Помлада. Помала? Поголема. Постара? Да. Оваа групата не си сама во оваа борба. Денеска броиме негде околу 2000 члена и таа во моите очи не е група, тоа е семејство кој секојаш се тука за помош, секојаш се тука за едукација, за совет. На многу луѓе им помагаме преку оваа група и апелирам до гледачите да се зачленат бидејќи навистина и ќе им значи оваа група. После неколку ден од смртта на мајка ми, некако пишувањето највеќе ме смируваше и тогаш произлезе и таа мојата славна поговорка дека децата сакам да растаат со мајчинска љубов. Ова е тетка Севим, таа е жената каде што ми нарекува ми втора мајка, каде што секогаш ми дава поддршка. Од
тај најлошиот миг, па се до овој момент. Секогаш беше до мене. И премногу си ја сакам. Супер. Ти благодарам, Елвин, што ги сподели фотографиите кои ни ги испрати. И ќе ги видиме и од професорката, бидејќи имаме уште малку време, Милена, што околу 5 минути. Да, не оди времето. Сигурно ни поминува времето со емисијата. Ајде да погледнеме што ни испративте вие, професорке. Ова сум јас во Малага. На годишен одмор, мислам пред 2 години. Малага е мојот омилен спот за долу во Андалузија, во Јужна Шпанија. Еден прекрасен град со остатоци од римскиот период, од средновековниот период и со фантастични плажи. Така. Значи воодушевени сте од Малага. Дефинитивно. А ова сум јас во музеот на кралицата Софија во Мадрид. Зад мене е Герника на Пикасо, која што шпанците многу паметно, многу мудро и многу амбициозно си ја вратија од Америка. Така се штити културното наследство. Браво. Бидејќи Герника на Пикасо е слика на ужасот од 20 век, на воениот ужас од 20 век. И тука ми дозволија и да фотографирам, инаку јас и кај што е забрането фотографирам, ама овде беше легално, така што... Добро, сте направиле. Ова сум јас со моите студенти во Нерези, со моите студентки убави во Нерези. Така. Се надевам дека барем една од нив ќе се определи за медиевистика, за средновековниот период. Гледам дека ја ги навлегоа во византиската естетика и се радувам на нивната идна кариера. Па и може би една професорка во институтот, нели, каде што не достигаат млади. Боже, колку се амбициозни и способни, секоја чест. Браво. Ова сум јас со мојата најдобра другарка од детството, незината екселенција, сега дипломат Анета Пешева и една принцеза од Франција, која што ние шитавме низ сакралните монументи во Македонија и која што напиша книга во која што вметна 10 споменици од Македонија. Браво. Јас ја промовирав пред неколку месеци. Требаше да ја донесат. Не тек. Следниот пат кога ќе дојде, таа влюбена во Македонија. Може книгата да ни ја донесете да ја видиме. Дефинитивно. Така. Ова сум јас со мојата сакана колешка Ирена Теодора Весевска, сега професорка по средновековна археологија и рано христијанско археолошко наследство. Ние сме во Португалија, мислам во Синтра. За Португалија велат дека е многу убава дестинација. Шпанија уште поубава. Убава. Ова сум јас со моите другари и другарки, погодете каде. На Guns N' Roses во Белград во јули 25-та година. Оваа година одам на 28 јуни на Guns N' Roses во Антверпен во Белгија. Јас сум голем фан. Браво. На убавите момци од мојата генерација. Супер, баш убаво што сакате да одите и тоа е одлично. Јас сум неостварен рок-н-рол музичар. Така. Да, жал. Ама никогаш не е доцна? Никогаш не е доцна? За мене мислам дека е предоцна. Не. Ова сум јас со претходно споменатата нејзината екселенција Анета Пешева, мислам дека сме во Париз сме. На шопинг кој што јас не можев да си го дозволам, ама она можеше така што јас си прев друштво сега. Многу искрено. Да. Па шопинг во Париз сигурно е многу скап. Не сакам ни да... Воздухот да го дишаш е скап некој. Ова е еден мој драг колега од Инсбрук. Тој е експерт на УНЕСКО за заштита на културно наследство, се вика Томас Штепан, исто така од мојата генерација, јас соработувам со него веќе 25 години. Така. На некоја конференција во Инсбрук сме, мислам. Ова е Ваљадолид. Јас таму држав некои предавања сега пред 2 недели. И ова во средината, десно е моја бивша студентка и сега моја соработничка. Никогаш не е доцна? За мене мислам дека е предоцна. Не. Ова сум јас со претходно споменатата нејзината екселенција Анета Пешева, мислам дека сме во Париз сме. На шопинг кој што јас не можев да си го дозволам, ама она можеше така што јас си прев друштво сега. Многу искрено. Да. Па шопинг во Париз сигурно е многу скап. Не сакам ни да... Воздухот да го дишаш е скап некој. Ова е еден мој драг колега од Инсбрук. Тој е експерт на УНЕСКО за заштита на културно наследство, се вика Томас Штепан, исто така од мојата генерација, јас соработувам со него веќе 25 години. Така. На некоја конференција во Инсбрук сме, мислам. Ова е Ваљадолид. Јас таму држав некои предавања сега пред 2 недели.
И ова во средината, десно е моја бивша студентка и сега моја соработничка, а во средината една наша шпанска колешка која што посака да дојде во Македонија и да се вклучи во некој од нашите проекти. Супер. Убави приказни, убави фотографии. И ви благодариме што ги споделивте со нас, дознавме, не прошетавте малку. Ви благодарам на вас. Крајот откривте нешто што сакате да правите надвор од вашата професија. Супер. Следниот пат кога ќе ни дојдете, веќе ќе знаеме некои работи повеќе, може ќе подготвиме нешто тука и со музика поврзано. Јас оваа година одам на 3 рок-н-рол концерти, така што слободно викнете ме во септември. Браво. Алал да вие што гледаме во септември. Живеете во тоа, да. После концерти. Со нови фотографии од концертите ќе прикажеме тогаш. И со музичарите. Супер. Јас сум амбициозна и упорна. Значи, за фотографирање. Па супер, одлично и треба кога веќе одите да се успее да се направи некоја фотографија. Уште колку време има, толку ни е времето. Да, да им се заблагодариме, да им кажеме. Благодариме многу што дојдовте. Така, благодариме што ни дојде и да уживате и совети да ни делите за семејните вредности ќе ни требаат. Елвен, многу среќа, многу успехи, останете ни тука. Ни требаат доктори, особено онколози. Уште еднаш ја потсетуваме групата Не си сам, не си сама, така беше на Facebook, за поддршка на онколошки пациенти. Професорки, уживете во летото и во концертите. И благодарам. Тебе да чекаме да ни пишеш што си направил за недела две. Да, за дипломска. Да, честитаме однапред. Благодарам. Да, тоа е неизбежно. А гледачите нека останат со нас, правиме кратка пауза со одличен спот и се враќаме во студиото.